Осумтеми на опозицијски пратеници кои гласаа за потребата за уставните измени најверојатно утре ќе соопштат одлуката дали ќе формираат своја пратеничка група. Таа би действувала надвор од пратеничката група на ВМРО ДПМН и ќе даде зелено светло во законодавниот дом, се со цел да не застане на евроинтегративниот пат на Македонија. Извори за 1TV вела дека нема враќање назад и треба да се даде шанса на процесот за спроведување на договорот со Грција. Ова информација денеска ја потврди и претседателот на собранието Талат Џафери. Очекува осумтеми на пратеници да иницираат средба со него и конкретно да го објаснат барањето за формирање на собраниска комисија за национално помирување. Деловникот им дава таква можност, имајќи предвид дека се повише од 5 пратеници и таа можност ја имат. Но во секој случај, од формален аспект, првично ќе треба индивидуално и формално да се изјаснат по однос на нивниот статус апропо коалицијата во која што биле, затоа што првично треба да се изјаснат дека не се дел од таа коалиција, за да можат со нов акт да се обратат до мене, за да можат да формираат пратеничка група. Двајцата опозицијски пратеници Елизабета Канчевска-Милевска и Секир Рамчиловиќ при гостување во 1TV потврдија дека ќе учествуваат во процесот на уставните измени. Сето тоа е неопходно, се со цел да дебатираме и да видиме што можеме сите заеднички да придонесеме во измена на тој договор и со тоа да помогнеме во делот на изготвувањето на амандманите. Секое застанување на процесот или враќање на чекор назад би бил со далеку поголеми и штетни последици за Република Македонија отколку отварање на процесот за промени во уставот. Инаку владачкото мнозинство очекува уште неколку мина пратеници да го следат примерот на нивните 8 колеги кои покрај санкциите од партијата ја поддржа иницијативата за отворање на уставот. На тоа упатува и изјавата на пратеничката Нола Исмаиловска-Старова, која рече дека нема закани, напротив добива само поддршка од пријателите, но и од сопартијците.